Знаеш, некогаш молкот поише збори него кажаното. Денеска имаше реакција од Дуј, имаше реакција од Влен, поднос на пукањево. Ги гледав сите три митинзи кои што ги имаше денеска Христијан Мицкоски. Имаше у Мавро Ростуше, у Гостивар и во Тетово. Никаде не спомна за ова. Сепак е премиер на државата, има многу посериозна функција од шпицен градоначалник и едноставно, ако ништо друго, требаше да ја смири јавноста и да ги сподели информациите кои што може да ги сподели, кои што ги има поврзани со овој случај. Ова не е за фраканци, ова е многу сериозна работа. Ова ни е втор обид за убиство на советник у рок од 2 недели на почеток на кампања за локални избори. Ситуацијата е сериозна у државата. Прашањето е следно. И конкретно Мечка го постави, ама јас ќе го повторам. Ако ги имате сите овие информации, зошто никој не е уапсен? Зошто никој не е фатен? Зошто не е побарана помош од пријателски служби, од странски држави кои што се пријателски наклонети кон Македонија, кои што можат да ни помогнат ако има ваква сериозна закана која што согласно општо прифатена терминологија би била тероризам. Значи ти предизвикуваш страф и паника, загрозувајќи го животот и здравјето на илјадници луѓе. Значи тоа е тероризам. Ова во сред изборна кампања повторно можеме да го класифицираме ако има со цел да создаде општа паника и страф кај населението како тероризам. И ти наводно ги имаш сите овие информации, ги споделуваш со амбасадите, не бараш помош, никој не ти е уапсен, никој не ти е фатен, па единствен логичен заклучок кој што може да го донесеме е дека ти стоиш позади све ова. Затоа што ти си смртно исплашен од падот во твојот рейтинг, кој што вртоглаво се руши од ден во ден.